Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосавлjević, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва во голема мера ќе ја разговараме за економија. Економијата е очигледно над се, особено во кризни времиња, мора да се изнајде начин да се излечеме од ситуацијата во која што сме дојдени не по наша вина, објективно, едноставно глобалните случувања се такви што предизвикуваат големи превирања на меѓународните пазари, војната на Блискиот Исток, заедно со војната меѓу Русија и Украина, влијаат и тоа како на сите овие случувања. Ние на нив, за жал, не можеме да влијаеме, но секако мора да пронајдеме механизми со кои што ќе се браниме, односно ќе се заштитуваме и во најголема мера ќе ја намалиме опасноста од тоа што ни се случува, повторно ќе речам уште еднашка, не благодарејќи на нашата вина. Веќе разговарам со еден навистина голем експерт кога е во прашање економија и финансии, понајшен министер за финансии впрочем, господинот Кирил Миновски. Добра вечер. Добра вечер. Поздрав за гледачите на Алфа телевизија. Миновски, ситуацијата е таква каква што е. Она што мене ме фрапира, искрено да кажеме, фактот дека од една изјава, например, на председателот на САД, зависат влијанијата на берзите буквално во наредните денови. Значи, една изјава на Доналд Трамп дека ќе има преговори со Иран, иако војната трае, иако Иран демантира дека ќе има преговори, веднаш предизвикува пат на цената на нафтата на светските берзи. Ова е нормална работа или е некој новитет, условно кажано, од последниве години? Па во суштина економијата базира на очекувања. Значи, економијата се повеќе се говори за нејзе како дисциплина, не како за наука, туку и таа во голема мера зависи од очекувањата. Како што е познато при формирање на цената на определен производ или услуга, тој зависи од понудата и поборувачката. Во овој случај, овие изјави, претпоставувам дека не се случајни, се дел од тие стратешки тимови, со истите се влијае на смирување на берзите, на очекувањето на берзите, заради тоа што доколку дојде до смирување на состојбата, дефинитивно се смета дека економските перспективи се позитивни, од тој аспект раста цените на акциите и доаѓа до смирување на цената на металите, цената на енергенсите и сето тоа влијае на креирање на еден оптимизам и на едни позитивни очекувања. Од тој аспект тоа се причините поради кои што ги гледаме константно овие изјави на председателот на Соединетите Американски држави. Тие не се случајни изјави, тоа се резултат, значи, и на пиар експерти, и на стратешки експерти кои што ги анализираат случувањата на берзите, на светската економија и настојуваат да влијаат на смирување на состојбите, а со тоа и на некој начин на намалувањето на паниката на финансиските пазари. Тоа мене ме јасно. Меѓутоа мене ме фрапира моментот што дури таа изјава не мора да е точна. Едноставно имате ситуација во која што се војува, во која што постојано паѓаат ракети врз енергетски објекти, Ормускиот теснец е во ситуација на големо затише, многу тешко сега некој се смелува да помине од тамо, Иран ги менува правилата, ќе им дозволиме само на пријателски земји, па нема да им дозволиме нови и така натаму. И една изјава, велам, која што и не мора во суштина да е точна, може да влијае на глобалниот тек на берзата. Тоа ми е навистина фрапантно. По изјавите на авторитети, пред се на државници, како што е председател на Соединетите Американски држави, меѓутоа сепак е само изјава, не е дело, не е подкрепено со дело. Точно, меѓутоа таа влијае на очекувањата, а берзата сама по себе, односно берзите базираат на шпекулација. За жал. Не секогаш, значи не секогаш цената на акцијата зависи од нејзината реална вредност, туку од очекувањата. Дали, например, вредноста на акциите на определена компанија ќе растат или нема да растат. А тоа е базира на некакво очекување. А очекувањето не значи дека ќе се реализира, дека ќе се случи. Така и со овие изјави кои што сметам дека се добро осмислени. И тие влијаја во овој период на некој начин на некакво се стабилизирање на цената и на барелот. Така, нафтата поевтини за 4% поради една изјава. Тоа ми е истото се случува и со вредноста на цените на акциите, на индексите на берзите. Така.
Но каква е реалната ситуација? Мислам, реалната ситуација, ние не можеме со сигурност да знаеме што точно се случува, сепак сме ограничени, информациите што ги добиваме се лимитирани сами по себе, меѓутоа ние гледаме дека во Ормудскиот теснет се случува тоа што се случува, гледаме постојано по околните држави околу Иран, паѓаат ракети на рафинерии, паѓаат на складишта и така натаму. Во Иран Господ знае што точно се случува. Меѓутоа исто така она што мене ме збунува, вела дека 20% од светската нафта поменува низ тој Ормудски теснец, но сепак се 20%. За Европа се и помалку. Примот она што го прима Европа не е толку големо од тој дел на светот. Сите овие случувања и претходните случувања и со ковид кризата, меѓутоа и со финансиската криза, јас би почнал во 2008 година, големата финансиска криза, тогаш и цената на барелот мислам дека отиде до $148 за барел. Потоа ковид кризата, војната во Украина и ова сега последниве случувања околу Иран покажуваат на една меѓусебна условеност и зависност на економиите во светот. Тоа е резултат на тој тренд на глобализација кој што беше многу засилен некаде од 90-тите години на 20-тиот век, кога навистина тие ланци на снабдување станаа многу сложени, меѓусебната условеност и зависност на економиите стана многу голема заради тоа што капиталот се селеше на дестинации кои што беа најевтини од аспект на цената на чинењето. Тоа значи дека најголем дел од производството се пресели во Азија и во азиските пазари. Воедно се зголеми гладта на тие економии за енергенси. Пред се тоа е растечката кинеска економија која што беше во тој период и која што се трансформира во едно од водечките прва или втора економија во зависност од типот на рангирањето денеска е во светот кинеската економија, понатаму индиската економија, таму имаме исто Индонезија, повеќе големи економија, и кои што го зголемија гладот за ресурси. Сега кога говориме за овој регион, низ Ормудскиот теснец минуваа 20% од вкупното светско производство на нафта, меѓутоа во тој регион се произведуваат околу 40% од вкупното производство. Со санкциите кои што беа воведени кон Руската Федерација и прекинувањето на снабдувањето со нафта и енергенси од Руска Федерација, тоа беше значаен дел пред се за европските држави, за европските економии, кои што во голема мера го базираа сопствениот развој на ефтината цена на руските енергенси и на она технолошка специјалност која што има пред се, да кажеме, германските компании кои што беа движечка сила на европската економија. Ние имаме еден проблем во кој што најголем дел од снабдувањето и на европските држави, меѓутоа и на Кина и на, да кажеме, на Индија доаѓаше токму од овој регион и затоа влијанието е многу големо. Дополнително на нафтата и нафтените деривати треба да кажеме дека еден од најголемите светски производители на газ е Катар. Ние видовме... А тој практично граничи со Иран, настојувањето да се транзитира кон така наречена зелена економија и можностите што ги нуди гасот во тој сегмент во аспект на многу помалото загадување, беше причина да тој во значителна мера се експлоатира. Најголем дел од гасот минува токму низ овој Ормудски теснец, а воедно гасот е значаен и од аспект на производството на вештачки ѓубрива. Со војната во Украина и Русија, како што знаеме, се меѓу најголемите светски производители на вештачки ѓубриња. Замената беше најдена токму во овие вештачки ѓубриња кои што се произведуваат на средниот и на Блискиот исток. Со тоа, но Израел го погоди најголемото поле во Иран, а потоа Иран возврати во Катар. Тоа значи дека се доведува во ризик и глобалните ланци на снабдување во поглед на производството на храна. Што е екстремно важно, всушност, екстремно важно заради тоа што зголемените цени на енергенсите, зголемените цени на гасот, на вештачките ѓубрива влијаат на некој начин и на инфлаторните трендови. И сето тоа е причина за, да кажеме, големото значење кој што го има оваа криза и фокусот кој што го има јавноста не само кај нас, туку генерално во светот на случувањата во Иран. Така е. Сега имаме ситуација во која што првиот човек на Shell,
на една од најголемите компании, не знам дали е најголема, а секако една од најголемите во светот, вели Европа од следниот месец веќе може да се соочи со недостигот на гориво. Ова е стварно навистина загрижувачка изјава. Па, едно од слабостите на Европа е секако зависноста од енергенси. Веќе споменавме за што имаше зависноста пред се од руските енергенси. Добро, и се откажа, помалку и наивно според мене, но добро. Замената ја најдоа пред се во користењето на течен газ, кој што во најголема мера беше обезбедуван со помош на Соединетите американски држави и алтернативно во нафтата која што успеваа да обезбедат од Блискиот исток. И заради тоа состојбата во која што се наоѓаат европските држави е многу сложена, заради тоа што генерално најголем дел од државите имаат капацитет, да кажеме, и резерви на нафта, нафтени деривати на газ за да се издржи некоја криза која што би траела некаде 90 на дена. Тоа е некаков лимит. Тоа е некаков стандард кој што се користи и во Европската унија и кај поголем број од државите и кај нас, впрочем. И можеби тоа е една од причините што извршниот директор на Shell истапува со една таква изјава. Shell е една од така наречените компании, така наречени 7 сестри, кои што на некој начин се меѓународен картел кој што ја го контролираат производството на нафта во светски размери. Сигурно е еден од најповиканите да дава изјави поврзани со производството на нафта, нафтени деривати и евентуално недостатоците на нафта на европскиот пазар. Доколку имаме таква состојба, таа несомнено ќе има негативни репрекусии не само врз Европската унија, туку и врз регионот и врз нас како држава. Европската комисија вели со оглед на наглите промени на пазарот, предизвикани се разбира од она што се случува на Блискиот исток, предлага веднаш да се започне со полнење на резервоарите со газ за следната зима. Сакам да кажам, очигледно е дека се случува голема работа, некои велат дека оваа криза е можеби и поголема од во перспектива дури од она во 70-тите години кога имало големи шокови на Блискиот исток. Во такви околности ние сме целосно врзани со европскиот пазар. Тоа е факт. Ние сме во Европа, сакале некеле. Нашиот извоз колку е 80% е во Европа. Германија пред и над се не става во ранлива ситуација. Не само на сите. Меѓутоа нас пред се и над се не интересира нашата ситуација. Што можеме ние како држава во вакви околности да направиме? Па веќе во прашањето е и дел од одговорот. Тоа што го прави Европската унија, во суштина настојува да ги полнат собствените резервоари за природен газ за да обезбедат некаква енергетска сигурност. Енергетската сигурност им е неопходна за придвижување на нивната индустрија, меѓутоа и за загревање, да кажеме, за домаќинствата, за обезбедување на енергенси за домаќинствата, заради тоа што во најголем дел од нив се користи гасот и во домаќинствата, значи во најголем дел од европските држави. Следејќи оваа аналогија, и ние како држава во суштина треба да работиме на 3 клучни столба со кои што ќе обезбедиме резистентност од вакви кризи. Добро. За нас кризите се иманентни во речиси сите овие 30 години, за разлика од европските држави, ние имаме на некој начин и тој инстинкт на преживување и имаме искуство во поглед на менаџирањето на кризите, почнувајќи од 90-тите години, ембаргата кои што ги имавме од југ, од север, ембарго што имавме на Обединетите нации, кризите, војните конфликти во поранешна Југославија, кризата од 99-та, кризата од 2001 година, значи ние имаме искуство со кризи 2008 и подоцна. И во суштина, нашата отпорност за да ја зголемиме треба да се фокусираме на 3 сегменти. Првиот сегмент е енергетската безбедност. Значи, треба да се фокусираме на градење на капацитети во кои што на некој начин ќе обезбедиме само доволност, односно најголем дел од енергијата да можеме да обезбедиме од сопствени потреби. Тоа е првиот столб. Вториот столб е безбедност на снабдување на храна. Тоа е многу битен аспект заради тоа што и настојување истата да биде обезбедена од што е можно од сопствено производство. Ние ги гледаме трендовите во, да кажеме, последната декада во кој што имаме континуиран дефицит во трговијата со храна и прехранбени продукти. Треба да се направи се за најголем дел од
оние потреби за храна да ги задоволуваме од сопственото производство. Тоа е вториот столб. Третиот столб е водењето на внимателна фискална политика, заради тоа што можностите кои што ги нуди буџетот не се неограничени. Висината на јавниот долг се движи некаде над 60%, така да од тој аспект водењето на внимателна фискална политика е третиот столб кој што ни е неопходен за да ја зголемуваме нашата резистентност од ваков вид на кризи. Добро, ајде едно по едно тогаш. Како да ги обезбедиме овие неопходни елементи, постулати, како што ги нарекувате? Па првиот елемент е несомнено е дека треба градење на јасна државна стратегија со јасно изразен државен интерес во однос на развојот на енергетските капацитети и тоа како во делот на она базна енергија која што ни е неопходна, таа во моментов во најголем дел се обезбедува од РЕК Битола. Треба да се види која е алтернативата и кои се можностите во поглед на обезбедување на стабилна базна енергија во која што државата не само преку политики, него и преку јасно изграден преку јасно дефиниран државен интерес би го стимулирала развојот на овие капацитети. Вториот дел е со помош на и приватниот сектор? И со помош на приватниот сектор во форма на јавно-приватни партнерства, практики кои што се користат во најголемиот дел од земјите членки на Европска Унија. Заради тоа што од суштествено значење овие кризи покажуваат е да државата има контрола врз сопствената критична инфраструктура. И тоа е впрочем тие модели точно критична инфраструктура. Критичната инфраструктура подразбира не само енергетски капацитети, туку капацитети кои што се поврзани со телекомуникации, понатаму во делот на критична инфраструктура секако влегуваат и клучни институции кои што имаат некакви сензитивни информации кои што треба да се обезбедуваат на соодветен начин и да се штитат. Тоа е критична инфраструктура, понатаму снабдувањето со вода е исто така дел од тие системите кои што се поврзани со водоснабдување, представуваат критична инфраструктура во една држава и ние треба да водиме сметка тука за безбедносниот аспект и од тој аспект е значајно да имаме зачувувањето на државниот интерес. Во делот на енергетиката, да кажеме, вториот битен сегмент представува можностите кои што ги нудат обновливите извори на енергија. Тука имаме енергијата која што се добива од ветерот, понатаму водата, од водените ресурси, и тоа представува сончевата енергија. Тука треба да имаме јасна политика во која што државата на некој начин од една страна ќе го олесни тој процес преку и со јасно дефинирање на државниот интерес во овој процес ќе се привлече приватен капитал и приватни инвестиции во овој сегмент, со што дел од средствата кои што се неопходни и за социјални програми, и за пополнување на дефицитот кој што го имаме и во буџетот, и во пензијскиот фонд, би ги обезбедувале од овие средства, воедно би обезбедиле безбедност во овој сегмент. Тоа е вториот начин на кој што можеме да влијаеме. Третиот елемент е елементот кој што е поврзан со безбедноста на храната. Треба внимателно да се анализира колкави се вкупно обработливите земјоделски површини, да се види колкава е вкупно големината на земјиштето кое што е во државна собственост, кое што е дадено под концесија. Треба да се дефинираат, да се анализираат договорите, да се анализираат индикаторите во поглед на успешноста на користењето на тие концесии, да се види дали ги добиваме оние очекувани приноси или дали се концесиите се користат согласно на тие услови на основ на кои што се склучени договорите, заради тоа што очигледно е дека во тој сегмент имаме определени проблеми и покрај субвенциите кои што ги дава државата, ние во континуитет имаме проблем. Дали е тоа преку несоодветно менаџирање на земјиштето, дали е преку несоодветна примена на агромерки, начин на производство. Значи имаме определен проблем кој што треба да го решаваме или преку државни политики и преку на некој начин анализа на овие договори, преку дефинирање на јасно поставување на таргети и креирање на цел екосистем, вклучително решавање на пристап до финансии, пристап до технологија, со кој што ќе го зголемиме производството на храна. Многу е многу важно прашање. Храната прети над се, заедно со енергијата, заедно со водата,
Македонија има потенцијал самата себе да се прехранува. Тоа сме го учеле во географија во 4-то деление, претпоставам, или во 5-то деление некогаш. Дури и повеќе од тоа, меѓутоа објективно е дека во децениите наназад ние го упропастивме нашето сопствено земјоделство, па сега ние купуваме краставици, домати и пиперки од Турција или од каде веќе, не знам, се живо и диво. Претпоставам дека овој процес за да се врати назад, знам дека се прават мерки, знам дека се даваат субвенции и така натаму, меѓутоа овој процес не се завршува за 1 година или 2. А имаме ли ние простор за чекање во вакви околности кога глобалниот проблем едноставно не те остава ти да речеш нашиот план е за наредниве 10 години? Значи, секоја стратегија за справување со криза или управување со ризик вклучува 2 вида на мерки. Едните се краткорочни, каде што акутно се решава проблемот. Другите се стратешки мерки. Ова што до сега го говоревме се стратешки мерки кои што треба да дадат резултат на период од 5 до 10 години. Значи тие нема да дадат во моментов резултат, меѓутоа доколку имаме соодветна стратегија, доколку имаме соодветни планови, имаме соодветна визија каде сакаме да бидеме во наредните 5-10 години, во тој случај ќе обезбедиме некаков вид на самоодржливост во овие клучни сегменти како држава. Ова е круцијално за вас. Инаку акутно во акутното решавање на проблемите познати се инструментите кои што ни стојат на располагање. Тие беа дискутирани во изминатиот временски период, применувани се во минатото, се применуваат и сега, значи што можеме да направиме? Контрола на цените на енергенсите, евентуално замрзнување на некои прехранбени производи, меѓутоа тоа е решавање на проблемот на краток рок или акутно, и тоа се мерки кои што треба да имаат привремен карактер. Тоа ми е јасно, но имаме мал милион проблеми што мене сега во моментов ми паѓаат на памет. Не знам, од цената што ја нуди земјоделецот, кој што се убива од работа објективно за да обезбеди одреден производ, до прекупецот кој што сето тоа го продава 2 пати, 3 пати поскапо, до ланците на маркети кои што имаат своја некоја математика, до конкуренцијата од надвор која што го носи својот дел од колачот. Сакам да кажам, верувам дека сака, државата да сака во моментов да интервенира, можно е тоа да се оправи за пар месеци во ситуација кога се нема каде? Краткорочно се гасат најобично пожари. Меѓутоа, долгорочно треба стратешки да се размислува. Веќе споменав на кој начин можеме стратешки да ги решаваме проблемите, меѓутоа на краток рок, значи може да се користат оние инструменти кои што ни стојат на располагање. Не знам, субвенционирање на гориво кој што ќе им се дава на земјоделците, со што на некој начин ќе се обезбеди непречено одвивање на пролетната сеидба, настојување да се обезбеди пластман на земјоделскиот производ. Значи тоа се прилика. Ова е меч со две острици. Од една страна апсолутно јас сум за поддршка на земјоделците, особено во вакви моменти, од друга страна и самиот рековте има злоупотреба на субвенции, многу често, не велам конкретно тој или тој, меѓутоа факт е дека нешто се случува, дека некои луѓе земаат пари, а не ја завршуваат својата работа. И постојано опаѓа земјоделското производство кај нас. Па тоа се решава на тој начин што ќе се дефинираат јасно таргетите во самите договори кои што се склучуваат пред се доколку станува збор за државно земјиште, во договорите за концесија на земјиштето, доколку се станува збор за приватно земјиште или за земјоделци кои што во целост не користат освен државни субвенции, треба и да се дефинираат критериумите по кои што ќе се врши исплатата на тие субвенции. Значи мора да постојат некакви индикатори со кои што ќе се стимулираат и земјоделците да дадат определен производ по определена цена. Заради тоа што во крајна линија во пазарна економија пазарот е тој што ја плаќа цената на определен производ. Државата може да влијае преку креирање на политики, преку креирање на ефикасен систем во кој што јасно ќе се дефинираат параметрите по кои што ќе се следи давањето на субвенциите и на таа државна помош, меѓутоа исто така преку креирање на амбиент во кој што ќе се обезбеди полесен откуп на земјоделските производи, претходно во фазата кога земјоделците одлучуваат која култура да ја засадат, да им се даваат определени информации, да се направи соодветно мапирање на земјиштето, квалитетот на земјиштето, да се насочуваат кои култури во кој регион од Македонија се најпрофитабилни, да се следат состојбите на
на светските пазари на земјоделски производи, на тој начин да се врши насочување. Меѓутоа, на крај ризикот од вршење на определена активност го имаат земјоделците или компаниите кои што функционираат, кои што се директно на терен. Меѓутоа, она што државата може да го прави е да прави обкружување и да креира политики кои што ќе го поддржат развојот на земјоделието и на земјоделското производство. Кога сме делувањето на како држава, дали е време да бидеме себични? Себични, јас вчера овдека во ово студио, односно во другото студио беше премиерот Христијан Мицкоски, меѓутоа во истата емисија, ние го прашав дали треба да бидеме себични во еден аспект конкретно, затоа што во овој момент нафтата, бензинот и дизелот кај нас иако поскапува, објективно е поевтин отколку во регионот. И ние им дозволуваме нашите соседи да практично да влегуваат преку граница и да полнат гориво. Го прашав во тој аспект, тој мислам дека очигледно постои една формула која што вреди да се зачува овој начин на однесување, барем во овој период, меѓутоа генерално во ситуација кога глобализмот како идеја паѓа, едноставно нема успех, во ситуација кога исто како и во време на ковид кризата државите се затвараат во себе и секој се гледа да си го спаси своето, да не употребам некој погрешен термин, време е ли и ние да станеме себични во тоа? Себични е можеби претешок збор, меѓутоа да си ставиме самите себе си како приоритет број 1. Пред отприлика месец дена и во Financial Times излезе еден надпис кој што токму на оваа тема кажува дека националната економија и значењето на националната економија повторно се враќа на светската сцена. Тоа го покажа впрочем и претходната ковид кризата, кризите со вакцините во кои што државите пред себе фокусирани на задоволување на сопствените потреби. Наспроти оној тренд кој што го имавме во 90-тите години, кога глобализацијата стапи на светската сцена преку елиминирањето на бариерите, трендовите кои што се случија и по ковид кризата, меѓутоа и со кризата во Украина покажуваа дека имаше најнапред затварање во рамките на региони или во рамките на, да кажеме, економски унии, Европска унија, Соединетите американски држави. Се почнаа повторно да се воспоставуваат определени бариери и тарифи со кои што се ограничуваше слободното движење на стоките и на услугите. И од тој аспект државите почнаа повторно да се фокусираат кон заштита на нивниот национален интерес и од тој аспект сметам дека ние треба да се фокусираме во овој случај на заштитата на нашите национални интереси. Има држави кои што воведоа ограничување во поглед на количините кои што на гориво кои што може да се полнат. Мислам дека беше Словачка, ако и други размислуваат. И други размислуваат. Меѓутоа или ние со оглед дека станува збор на мала за мала и отворена економија, треба да бараме решение и во рамките на засилување на регионалната соработка. Искуствата и во ковид кризата покажуваа дека таа регионална солидарност која што се одвиваше и во рамките на Отворен Балкан и во рамките на ЦЕФТА како иницијатива во кој што беа воведени зелени линии, се покажа како успешен инструмент и можеби тоа можеме да го користиме и во случај на вакви кризни ситуации каде што може да се консолидираат количините за набавка на определен вид на енергенси со што би се постигнале на пример пониски цени, со тоа би се обезбедиле неопходните енергенси, а воедно би се обезбедиле по пониска цена заради тоа што се набавуваат поголеми количини. Меѓутоа во секој случај треба да се фокусираме дефинитивно на нашиот национален интерес, на заштитата на нашите државни интереси и на да кажеме обезбедување на соодветни услови за нормално функционирање на државата. Иако тоа понекогаш може да оди и да се свати не баш многу пријателски од соседи или од регион или како и да е. Па ние во досегашниот период можеби сме примерна држава која што и покажала со добри гестови што значи добро соседство. Отворени сме за соработка кон соседите. Свесни сме за нашата, да кажеме, ние имаме една централна позиција на Балканот и сметам дека
концепцијата за нас како држава е во обезбедување на нејзина проточност. Значи, тоа значи отвореност кон соседите, настојување да ги докомплетираме овие два коридори европски кои што минуваат низ 8 и 10, кои што ќе ја подобрат нашата конкурентска позиција, меѓутоа суштината на изградба на тие коридори е токму во отвореност, соработка со соседите. Нормално дека ние како мала држава треба да настојуваме да ги заштитиме и сопствените интереси, а тие интереси не се во спротивност со интересите на соседите, туку се едноставно насочени кон заштитата на државниот интерес и заштита на интересот на граѓаните што живеат во државата. Така, но како да бидат компатибилно? Ја споменавте вие ова регионална соработка, дури би го нарекол тоа регионален отпор на кризата, ако така смеам да го наречам. Меѓутоа, за тоа се потребни, претпоставувам, и политичка волја од една страна, од друга страна објективни услови кои што треба да се задоволат. Премиерот вчера зборуваше за една идеја дека со оглед на тоа дека на светските пазари според реални информации ќе има огромна потреба од дополнителни терават часови на електрична енергија, ние би можеле како Западен Балкан, колку и да е овој глуп одвратен назив, Западен Балкан, јас воопшто не го сакам, би можеле заедно да конкурираме во таа област. Меѓутоа сега во конкретниот случај, како да ги натераме, да ги се согласиме со нашите соседи, дека во вакви околности би било добро да соработуваме. Да соработуваме суштински, не ова протоколарна соработка, била претседателката, бил премиерот, се виделе, туку суштински да навлеземе во приказната. Спомнавте еден начин, нафтата кога ја купите во поголеми количества, реално да добиете поевтино. Веројатно и во многу сектори може така. Секако може во секторот на енергетика, заради тоа што енергетската диверзификација, градење на интерконектори е многу значајно пред се за обезбедување на енергетската безбедност. Меѓутоа, она што е суштествено и што треба да го кажеме е дека сите држави во соседството се дел од механизмот наречен ЦЕФТА. Идејата на ЦЕФТА е во суштина да се воспостави некоја форма на царинска унија помеѓу земјите членки на ЦЕФТА и таа представува подготовка за влез на државите на заедничкиот европски пазар. Во рамките на ЦЕФТА има бројни иницијативи. Има иницијативи кои што обезбедуваат така наречени зелени линии, кои што ќе обезбедат непречен проток на стоките, кои што доаѓаат од така наречени авторизирани економски оператори, односно економски оператори кои што имаат помал ризик. Понатаму во рамките на ЦЕФТА се говори за либерализација на услугите, се говори за слободен проток на луѓе, на стоки, така да преку договорите за ЦЕФТА, ЦЕФТА представува одлична основа на некој начин за сите овие регионални иницијативи. Добро, со она Опен Балкан, нели бевме во некаква слична ситуација? Опен Балкан е на некој начин дел од државите на ЦЕФТА, настојува да ја забрзаат таа интеграција на едно повисоко ниво. Сите тие иницијативи, независно дали се работи за Опен Балкан, дали се работи за иницијативи во рамките на ЦЕФТА, за нас како мала економија, која што има висок степен на размена во надворешно трговското работење, се добри. И мислам дека оставаат еден простор за нашата дипломатија да биде проактивна во овој сегмент и да работи на овие регионални иницијативи, заради тоа што од таквите регионални иницијативи ние можеме да имаме бенефит како држава. Тие може да од една страна да обезбедат поголема проточност во извозот и увозот на стоки и услуги, може полесно да се соочиме со опрени регионални, со глобални предизвици кои што ги имаме, например како што имавме позитивни примери во минатото, споменавме со лековите. И воедно тие се добра подготовка за да се види каков е капацитетот на нашата економија да го издржи конкурентниот притисок на она што се нарекува единствен европски пазар. Дури тоа е да се добро отвори, во суштина или лошо? Во суштина за нас е добро, заради тоа Да што видиме до кај сме објективно. до каде сме, второ да бидеме изложени на конкуренција, тоа ќе ги мотивира и нашите компании да инвестираат во технологија, тоа ќе ја мотивира, да кажеме, нашата администрација да креира деловно обкружување кое што ќе биде со што е можно помалку бариери, кое што ќе биде насочено кон развој на компаниите, значи кое што ние имавме такви иницијативи како што беа регулаторна гилотиња во кој што голем дел од тие
прописи, бариери за водење на бизнис беа елиминирани. Меѓутоа, мислам дека во тој сегмент ваквата отвореност ќе не направи поконкурентни. Ќе не направи да бидеме по-адаптибилни, по-флексибилни, заради тоа што... Иако некои ќе не страдаат, претпоставувам. Да, меѓутоа, воедно ќе се развијат и бизниси кои што ќе имаат поголем пазар, кои што ќе ги искористуваат предностите на така наречената економија на обем, каде што ќе можеме да имаме поголемо производство, а со поголемото производство се намалува трошоците, односно цената на чинење по единица на производ, и тоа значи дека имаме поконкурентно производство. Ваквите иницијативи од тој аспект се добри за нас како мала економија, и она што е наша предност, која што треба да ја користиме, иако сме мали, предноста треба да биде во нашата флексибилност и во адаптибилност. И имаме бројни примери на такви држави кои што успешно се трансформирали, иако немале некакви природни ресурси, меѓутоа биле пофлексибилни, поадаптибилни. Естонија, Сингапур, кои што во основа својата конкурентска предност ја граделе токму на таквата флексибилност, адаптибилност, деловно обкружување кое што ќе биде насочено кон развој на приватниот сектор, во кој што ќе имаме нулта толеранција за корупција, заради тоа што корупцијата исто така представува сериозна пречка во развојот на една економија. Сега, кога го спомнуваме регионот, ние упорно, и јас еве во оваа емисија, повторно се вртам Западен Балкан. Меѓутоа, објективно, ние сме соседи со Бугарија и со Грција. Зар не би требало и тие да влезат во една ваква приказна? Затоа што ако има бенефит за нас, би имало бенефит и за нив. Грција не е имуна на кризи, или Бугарија. Оваа глобална криза сите не погаѓа. Меѓутоа, некако како однапред, не да се абстрахираме, него воопшто не ни влегуваат во приказната. Или тој е мој впечаток? Па во тој сегмент добро е ние да покренуваме иницијативи, колку тие држави ќе бидат заинтересирани да соработуваат, би требало да бидат Би требало вака логично, меѓутоа тие се дел од заедничкиот европски пазар, земји членки на Европската унија, ги користат сите оние поволности кои што ги нуди членството во Европска унија, имаат пристап до голем број на фондови, имаат изградено паралелни коридори за снабдување. Меѓутоа, зошто да не е дополнително? Она што ние можеме да го правиме како држава, да бидеме проактивни, да пробуваме, да покренуваме иницијативи и да видиме каков е интересот на државите во соседството и на оние, вклучително Бугарија, Грција, кои што се земји членки на Европската унија, за ваква соработка. Но ти имате еден политички проблем, ми се чини, нив идејата за регионално делување може да им влијае заради географскиот простор Македонија, во кој што тие имаат свое учество, и тоа како? Па она што сега размислуваме, она што би било добра приказна секако за нас, тоа е доколку имаме можност да влеземе во Европската унија, во тој случај ќе има можност за воспоставување на регионот на Македонија, што ќе значи слободен проток на луѓе, на стоки во овој регион, а како што е познато, Европската унија функционира на база на региони. Средствата кои што се обезбедени се алоцираат за определени региони. Без разлика дали тие влегуваат во една држава или друга. Не гледам зашто би било проблем, поради тоа што овие делови и во Грција и во Бугарија не се најразвиените делови од држава. Од самите земји. Од самите земји. Значи, во принцип, ако оној политички момент го трнеме настрана, и тоа како би имале интерес? Тоа ми беше поинтересно. Да, економскиот интерес дефинитивно постои. Доколку гледаме историски, до 1913 година, до Балканските војни, тоа представува еден регион, една целина. Во суштина, ние сме биле една целина, дури со оној дел кој што се нарекува Блиски Исток, заради тоа што сме биле дел од една Отоманска империја. И тука имало слободно движење, проток на стоки, на идеи, на бизнеси. И зачините што во Европа се интересни, ние одамна ги знаеме. Што е со берзата? Можеме ли да користиме берзата како инструмент? Па, она што е моје размислување е дека доколку ја следиме македонската берза, мислам дека минатата година имаше пад во прометот на македонската берза од некаде 20%. Една од причините е што најголем дел од компаниите кои што тргуваат на берзата се оние компании кои што се од времето на транзицијата. До сега мислам дека нема ниту една успешно IPO, односно компанија која што од некаква идеја
се појавила на берзата и прибрала капитал на берзата, иако да кажеме институционалните инвеститори како што се инвестицијските фондови, банките и пензijските фондови, осигурителните компании имаат потреба од нов вид на финансиски инструменти во кои што би инвестирале на пазарот. Сметам дека берзата нуди голема можност во поглед на, да кажеме, обезбедување на оној прв стоп за кој што говорев, а тоа е обезбедување на енергетската сигурност во кој што дел од овие идеи може да се реализираат, односно капиталот може да се прибере на берзата, каде што државата би го поттикнала тој процес на креирање на нови компании, не знам, за експлоатација на ветер или за експлоатација на соларна енергија, а најголем дел од средствата би се обезбедиле преку емисија на акции кои што би се оставиле да бидат купувани или од граѓаните или од институционалните инвеститори. Во овој сегмент, битен сегмент ќе биде воспоставување на ефикасен систем на корпоративно управување, меѓутоа несомнено износот на парични средства кои што граѓаните го имаат во форма на депозити кои што не ги инвестираат, покажуваат дека берзата може да се користи како инструмент за поттикнување на еден инвестицијски циклус и користење на оној потенцијално ние акумулирани средства што ги имаме во државата, заради тоа што трендовите во светски размери покажуваат дека обемот на странски директни инвестиции во светот се намалува. Впрочем, и резултатите од минатата година и во регионот и кај нас покажуваат намалување на нивото на странски директни инвестиции, што е сосема логично, имајќи во предвид што се случува и со економиите во Европска Унија, од каде што доаѓа најголем дел од овие инвестиции, а илустративно е, например, еве, доколку ги анализираме италијанската и грчката економија, ќе видиме дека тие денеска се наоѓаат на исто ниво, на односно обемот на БДП им е еднаков како нивото што го имале пред 20 на години, што значи дека на некој начин 20 години се минати во некаква стагнација. Сето ова влијае на некој начин на обемот на расположливи средства на кои што можеме да се надеваме во форма на привлекување на странски инвестиции. Добро, што значи овој тренд ако продолжи, тоа значи дека големите инвеститори од западот главно или па и од можеби треба да се отвориме и кон некои други региони, во пракса значи во вакви околности внимаваат што прават, дали би вложиле пари, што можеме ние од оваа страна да направиме. Ние може да им понудиме одредени услови, мене тоа ме е јасно. Некакви субвенции, не знам, меѓутоа она што можеме да го користиме е близината до европските пазари, заради тоа што и во Европската Унија се оди на така наречен тренд на nearshoring. Nearshoring значи настојување да се контролира производствениот процес, меѓутоа ако постои некаква реалокација на тоа производство, тоа да биде во дестинации кои што не се многу далечни, например да не биде далечен исток заради бројни проблеми во поглед на транспорт, неизвестност, туку тоа да биде на некој начин или во рамките на границите на една национална економија или во рамките на заеднички пазар. Тоа е за нас одлично. И за нас тоа представува добра можност. Тоа го користат дел, да кажеме, пред се користи во делот на IT. Затоа е овој сектор прилично динамичен, каде што голем дел од нашите компании во суштина работат пред се за европски компании, за европски пазар, меѓутоа можеме да го користиме и во останатите индустрии. Своевремено, кога нашата текстилна индустрија беше поконкурентна од аспект на продуктивноста, ја користевме таа конкурентска предност за производство на мали серии на производи кои што се во повисок ценовен сегмент, пред се за германскиот пазар. Nearshoringот нуди можности, во тој сегмент треба да бидеме да се консолидираме, да бидеме попроактивни, можеби да се користат оние искуства што ги имавме претходно и со роудшоа и со позасилена промоција. Тие тогаш дадоа резултат, несомнено. Тие дадоа одличен резултат заради тоа што во зоните беа привлечени голем број на компании и беа отворени околу 25.000 работни места, а и денеска носители на извозот се токму компаниите од зоните. Тие имаат најголемо учество во вкупниот извоз на македонската економија. Од тој аспект треба да имаме јасна стратегија и да работиме на промоција на Македонија како дестинација, меѓутоа клучни се секако реформите во деловното опкружување, предвидливоста, безбедноста на инвеститорите, настојување да се обезбедат што е можно поедноставни
услуги, попредвидливо даночно и деловно обкружување за компаниите. Значи да нема безсмислена бирократија, се и разбира. владење на правото, да не бидат изложени како домашните така инвеститори, така и странските инвеститори да не бидат изложени на корупција и уцени. Ние во зоните успеавме да изградиме еден систем во кој што на некој начин беа заштитени, меѓутоа не се двигател на една економија само странските инвеститори, ние имаме и домашни предприемачи и треба да настојуваме да креираме услови во кои што и домашните предприемачи ќе можат да инвестираат, ќе имаат предвидливо обкружување и ќе ги растеме тие домашни компании заради тоа што тие се на некој начин врзани за оваа држава. И тие на крајот на крајшто треба да бидат и нашиот бренд во светот, зошто? Така е. Наспроти рентиерското, клучен двигател на една економија е токму предприемачкото однесување, треба да настојуваме да го стимулираме тоа предприемачко однесување и затоа имав и неколку надписи кои што се однесува на подигнување на таа граница на ДДВ, праг на ДДВ, се со цел да се стимулира развојот токму на тие микрокомпании, мали компании, да им се обезбеди некаков, да кажеме, праг кој што ќе им обезбеди да растат во рамките на тој праг без да се влезе во некој посложен даночен режим во кој што при секој издавање на фактура ќе мора однапред да се плаќа ДДВ-то, па потоа да се чека на платата. Јасно. Кога сме кај тоа, тој предприемачки дух, уште ова прашање, вие ги спомнавте граѓаните како индивидуи, кои што имаат одредени средства, меѓутоа по старата навика се чуваат под перница, како што се вели, односно во банка, некаде во депозити, а со нив не се игра на берза. Како да се натера просечниот македонски граѓани, не дека ги нема, меѓутоа поактивно да учествуваат во берзарски активности, да купуваат акции, просто кажам. Како да го натерате човек што не верува генерално дека треба и дека е пологично и поисплатливо да купува акции во одредени компании каде што ќе му растат, отколку да чека тие пари да пораснат во банка, што никогаш нема да се случи, обично ќе стојат во место или да му стојат под перница за црни денови, како што викаме. Па, за да тоа се случи, имавме ни еден период во кој што имавме сериозно тргување на берзата, тоа беше некаде до 2008 година, меѓутоа во суштина има неколку елементи. Не е, значи, одговорот вклучува неколку аспекти. Првиот аспект е државата треба да превземе посериозни чекори во поглед на почитувањето на правата на малите акционери, преку Комисија за хартија од вредност и преку берзата да се влијае на зголемување на транспарентноста во работењето и на контрола на системот на корпоративно управување, за да бидат сигурни инвеститорите дека парите кои што ќе ги вложат во акции ќе им обезбедат некаков принос. Тоа е еден аспект. Вториот аспект е зголемувањето на можностите од аспект на инструментите и бројот на акциите и компаниите во кои што би се инвестирало. Споменавме дека тоа се претежно компании од, да кажеме, од социјализмот воглавном. Немаме нови компании кои што се појавуваат на берзата. Имаше неколку иницијативи, дел од нив пропаднаа и затоа сметам дека државата тука треба да превземе улога пред се во секторот на енергетика, каде што на некој начин би се стимулирала, би се креирале нови компании преку и ќе се понудат акции и за граѓаните и за овие институционални инвеститори преку кои што ќе може да се инвестира, не знам, во обновливи извори на енергија и со тоа ќе обезбедиме на некој начин и државен удел, меѓутоа ќе се обезбеди и акции, односно инструмент финансиски во кој што луѓето може евентуално да инвестира. Тоа е вториот начин. И третиот битен сегмент е финансиската едукација и финансиската писменост. Треба да се влијае на граѓаните на овој начин преку креирањето на подигнувањето на јавната свест во однос на бенефитите кои што може да ги добијат од евентуално инвестирање на берзата, заради тоа што со овие трендови на инфлацијата да ги чуваат како депозити, имаме доаѓа многу често и до обезвреднување на дел од тие финансиски средства, заради тоа што каматите кои што ги даваат банките се пониски од стапката на инфлација, најчесто. Кирил Минуски, благодарам за ова многу интересно гостување. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство да разговарам со вас. Да, почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за вниманието со кое што не следевте. Верувам дека научивте нешто ново во врска со економските импликации од кризата што доаѓа од надвор.
Многу интересни идеи понуди господинот Минуски, се надевам има кој да ги слушне. Како и да е, тоа беше се за вечерва, се за оваа работна недела. Утре во 15 часот се разбира репризато издание. Јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости следниот вторник во 22:30. До тогаш пријатно.